за репликата, председателке на комисија. Внимателно ве слушав и нотирав што кажувавте и ќе пробам да се разјасниме. Вие кажавте дека сте биле загрижени за тоа како ВМРО во тој период ја практикувал власт. Не, вие не треба да бидете загрижени. Вие сте власт во државата 7 години. Вие треба да покажете резултати. Тоа е вашата обврска. Затоа народот ве донесе, ве гласаше да бидете власт. Ако нешто не чинело, да го поправите. Вие шаравте, урлавте низ градовите во државата, посебно во главниот град, ги шаравте институциите, ги брбатевте и народот ве гласаше за да покажете резултати, не за да бидете загрижени. Многу му е гајле некој вие дали сте загрижени или не загрижени. Јас не кажувам, колешке, како било, што било. Јас читав официјални податоци, официјален извештај на Transparency International, каде што по години направив компарација на кое место била државата по корупција, перцепција на корупција во тој период, кога ВМРО-ДПМНЕ практикувал власт, на кое е сега. И заедно, еве, се сложи... податоци, тоа ви кажа. Молам? Податоци да им дадат. Не, ја ви кажувам Transparency International, официјален податок. Официјален извештај. Рангинг листа. Уште еднаш ќе повторам. Најдоброто рангирање на Македонија е на 64-тото место во време на ВМРО-ДПМНЕ, кога бил на власт, а најлошото е на Социјалдемократскиот сојуз. 111. 40 места разлика. И сега 50 скоро. И сега вие ќе ми кажувате дека сте загрижена? Па вие сте причината зашто сте паднале 50 места подолу. Вашата влада, што ја поддржувате. Вие не треба да видите загрижени, треба да работите и да постигнете резултати, што очигледно не ги постигнувате, бидејќи не работите. Оваа власт кради. Друга работа. Кажувате, тропале, му земале фирми, му се заканувале. Ама за тоа, бе, луѓе, ве донесовме на власт. За тоа луѓето ве гласаја, да се справите со тоа. Еве, јас ќе ве прашам, председателке на комисија, дали тие луѓе што тропале или земале фирми, дали денеска се казнети? Дали сносија последици? Не. Вие ги излаживте, вашите гласачи го излажавте народот на Република Македонија. Овие луѓе сега се ортаци со вашите председатели на партија и функционери. И спомнавте таму, не жалите, не знам што ќе сме работели или што ќе сме правеле како власт. Најпрвим да ви се заблагодарам што јасно и недвосмислено потврдивте дека следна власт во државата ќе биде ВМРО-ДПМНЕ. И сега да ви кажам за почеток што ќе работиме. Еве, ќе ви откриеме на тајна. За почеток можам да ви потврдам со сигурност дека ќе ги спроведеме во поголем процент препораките од комисијата на која оваа жена е заменик председател во моментов. Тие препораки што ги дава Државната комисија за спречување на корупција, доволно е да се зголеми процентот на реализација на институциите, на државните институции, да го зголемат процентот на реализација, кој сега е 10%, и верувајте дека на оваа листа, доколку се спроведат тие препораки, повторно ќе се вратиме на 60-то или подобро место ќе бидеме рангирани. А не сега, како последни криминалци во светот на 111-то место да не рангираат благодарение на тоа што вие сте загрижени, ама не работите. Ај не бидете загрижени, ама земете работете. Сработете нешто, направете. И за крај, ќе ви кажам, се треба да биде за тоа како работиме, или колку сме загрижени, или како ја практикуваме власта, преку личен пример. Преку личен пример. Така ќе покажеме пред луѓето кои не гласаат, пред народот, дека работиме правилно и дека сакаме да работиме правилно. Еве јас, јавно тука кажувам, изјавувам, дека немам
ниту еден член на моето пошироко семејство вработен во државна институција. Ниту тогаш кога сме биле на власт, ниту сега. Јавно изјавувам дека немам фирма регистрирана на ниту еден член на моето пошироко семејство што работи со државните фирми и зема државни тендери во 4 очи. Сега вие кажете ми во реплика еден од владата што нема семејна фирма. Еден. Почнувајќи од Ковачевски, претходно Заев. Заев си има може 200-300 фирми, не знам ни колку. Семејни што работеле со општина Струмица, со владата на Република Македонија, со институциите под државна управа. Ковачевски на кумот, фирмата, државни субвенции. Бочварски, татко му, фирмиче. Мартин си плати 1000 евра за жена му да си ја вработи и никому ништо на државно. Мартин е претедникот од Куманово, да ви кажам, да не случајно, кај вас платил казна? Дали така треба да функционираме? Направи злоупотреба, плати си некоја минорна казна. Затоа, кога ќе се одлучите да реплицирате, зборувајте со факти. Јас ова го темелев на рангирање на Transparency International, како луѓето таму ја перцепирале борбата против корупцијата во секоја година посебно. И уште еднаш ќе ви прочитам. Гледам дека не сте ме разбарале, не сте ме слушнали или не сте сакале да слушните. Во сите овие години, кога ВМРО ДПМН е на власт, одам со ред. 2010-та, 67 место. 2011-та, 69-то. 2012-та, 69-то место. 2013-та, 67-то. 2014-та, најдобро рангирање во историјата, 64-то место. 2015-та, 66-то место. 2016-та, шарена револуција, техничка влада, замешување на во тендерчината од Социјалдемократскиот сојуз, 90-то место. 2017-та, 107-то место како власт, Социјалдемократски сојуз, па некој подобрување 93-то, па повторно 2019-та, 106-то место, рекордно високо 2020-та, 111-то, 2021-та, 87-то, 85-то место 2022-та. Најдоброто постигнување ваше со најдоброто од ВМРО е 20 места полошо рангирање. Како да ви објаснам? И вие сега ми изборувате за заробена држава? Овие од Transparency International се нестручни, не знаат, будали се. Какви се? Зошто? Ве мразат вас, затоа ве рангираат толку подолу, минимум 20 места до 50? Не. Поддржувате криминална влада, толку. Затоа сте така лошо рангирани. Заради ништо друго. Затоа, кога нешто сакате да кажете, држете се до факти и до бројки. Немојте овдека паднало, станало. Ви кажувам јас. Тие што тропале или земале фирми, требаше да лежат затвора, не лежат. Затоа што вие тоа не го направивте. А не од што се убави. Сигурно сте се испазариле. Ви благодарам. Сега ќе реплицирам од